Почитувани, добар ден. Денеска во студиото како наш гостин редовно веќе секоја недела е професорот Хаџијанев, Методи Хаџијанев. Професоре, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте. Веќе гледачите и публиката се навикнаа на вашите анализи, предвидувања од безбедносниот карактер, па би сакал и оваа недела, односно оваа седмица, да ги прокоментираме дел од најважните работи кои што се од токму од оваа сфера. Професоре, на самиот почеток денови би сакал да ве запрашам, денови се стравична сликата што ја гледаме во случувањето во Украина. Киев е бомбардиран, односно е нападнат со дронови, беспилотни летала, за кои што западните медиуми тврдат дека се ирански, меѓутоа доколку се следи на другата страна, односно се пратат руските извори, станува збор за руски дрон. Украинските сили во моментов се безпомошни да се справат со налети на овие беспилотни летала, се бомбардира, речиси, главната инфраструктура, енергетиката, поврзувањето, меѓуто и воените цели. Што имаме во Украина на оваа тема конкретно? Па добро, ова е генерално една од поспецифичните, да кажеме, сегменти во војувањето и како што неколку пати нагласивме на овој форум, работите ќе се менуваат доправа и доправа ќе се изнаоѓаат тактички, да кажеме, драйвери или двигатели кои што ќе имаат можност да направат ваков или онаков пресврат во доминацијата на операциите, но ќе немаат капацитет за целосен крах на едната или на другата страна. Генерално овие дронови кои што ги гледаме, или барем бидејќи располагаме со информации кои што доаѓаат, не можеме директно да ги анализираме, се ирански дронови, така наречени шахет дронови или духови кои што всушност се самоубици. Многу често беа оспорувани кога Иран ги лансираше заради тоа што пред се не беа тестирани во борба. Сега се покажува дека нивната асиметричност е огромна. Само колку за информација коштаат некаде околу меѓу 18 до 20.000 долари. Така. Еден дрон наспроти огромните цени кога ќе ги ставите, да кажеме, системите кои што би требало да се справуваат со овие дронови. Следен проблем кој што овие дронови или дрон технологијата го имаат е тоа што тие можат да развијат доктрина на рој и тоа значи да го парализираат постоечкиот систем за скапиот систем за противвоздушна одбрана. Тоа значи дека истиот треба да биде апгрейдуван со дополнителни системи на електронско попречување за да можете да или да го преземете дронот или да го уништите, односно доколку не сакате директно да го пресредите, што е многу тешко да го погодите, бидејќи станува збор за цел која што се движи во воздухот и кога веќе ќе наближи до одредена локација е тешко да биде уништен и неутрализиран. Се на се, ова е дел од доктрината на така нареченото карпет бомбинг или тепихно покривање или покривање на тепих преку база на тепих, тоа значи индискриминирачки и гаѓање на цели кои што имаат каскаден ефект како дел од така нареченото дејствување преку предизвикување на ефекти. Еден од тие модели е погодоци на критична инфраструктура, во случајот енергетска инфраструктура. Така, професоре, десно од вас на екраните токму графичкиот приказ на дронот кој што се е страв, условно кажано, во Киев деновиве. Неговите карактеристики помалку или повеќе ги споменавте, но она што не интересира и што би сакале да добиеме едно ваше мислење во однос на овие закани со дронот, колку Киев има можност да ги спречи овие напади? Поседува ли против воздушна одбрана кој што се она класично, да не кажеме, пукање во воздух може да ги сорави. Тешко, тоа е многу тешко. Западот ветуваше. Значи имате три начини на кои што можете да ги соборите. Едното е дрон против дрон да ги пресретните, што е најтешкиот. Вториот е да електронско попречување кој е најефективен, во кој што се осветлува. Има Украина поседува таква технологија? Не, дури и да поседува, проблемот во тој случај ако имате само едната технологија и ако не ги имате во комбинација, ќе имате проблем. Дури Iron Dome на Израел крахира во одредени моменти на импровизирани типови на проектили или дронови, а не на веќе организирани типови на дронови. Проблемот е што истите се лансираат во налет по 5, значи може да се лансираат од лансерна рампа, можат да се движат
И проблемот со нив е за системите за противвоздушна одбрана е дистанцата од каде што ќе летнат. Ако летнат од блиска дистанца или бидат лансирани од блиска дистанца, системот ќе нема време да може да ги препознае и да може да заземе соодветни параметри за да може да действува. Значи и следен проблем е тоа што може да летаат на многу ниска висина. Системите се дизајнирани за друг тип на летала, тие се дизајнирани за авиони кои што летаат или вршат налети од голема височина, а бидејќи летањето ниско има значи поинакви радари кои што ги пресретнуваат и даваат рано предупредување додека да леталото стигне. Значи целиот концепт на кој што се направени системите за противвоздушна одбрана го заобиколуваат овие дронови или и ако не го заобиколат, значи можете да воспоставите ефективно, може да го збунат преку рој. Тоа значи ќе налетат повеќе дронови во кој што системот едноставно ќе нема, тој ќе собори може 30 или 70% еве нека собери, ако 30% од нив се ефикасни, во тој случај имате со асиметрично, со многу мала цена, добивате многу голем ефект. Еден, да кажеме, проектил кој што исто така се користи во ова карпет бомбинг, што го викаат, или тепих бомбардирање, значи индискриминаторно, е дека не користат само дронови, туку користат и други проектили. Тие проектили се далеку многу поскапи отколку самиот дрон. Самиот дрон кошта $20,000, добро, евра сега тука се, нели, но ако ставите ви експлозив, нека кошта до €22,000. Ставите ги сите трошоци, да ги платите и војниците, штетата е занемарливо. Штетата, ефектот кој што го постигнувате е огромен во однос на цената која што ќе ја потрошите. Говорејќи за временскиот период што следи, условно кажано, намалување на војните активности на терен и користење на други методи за војување. Во исто време, денови и неделава во западните земји, односно на границата со Русија, се одвива нуклеарна воена вежба на НАТО. Имаме закани од Путин за употреба на нуклеарно оружје. Западот кратко велеше дека тоа сепак е блеф, евентуален, дека не треба да се иде во таа насока, меѓутоа НАТО во моментов во вежба активно со нуклеарна воена вежба. Што значи ова, професор? Операционализација на превенцијата во рамките на оперативното действување представуваат воените вежби и маневри. Тоа значи дека покрај дипломатскиот наратив во кој што кажувате или ги подигате влоговите со тоа што сакате психолошки да влијаете кај противникот и да го уверите во вашата решеност дека доколку тој нападне, вие ќе вратите. Така. Операционализација на тоа представуваат воените маневри и воените вежби. Покрај тоа се користи исто така наблюдување, следење, сателитски, како се вика, снимки и така натаму, извидување, разузнавање, следење на трупите, маневри, се со цел да се избегне ефектот на изненадување и зграпчување на иницијативата. Тоа е следна фаза во која веќе генерално би влегле во конфликтна фаза. Так. Сега, зошто е ова битно? Ова е битно затоа што НАТО свати дека реториката кај Путин не влијае и лажните, или да кажеме само претењето преку дипломатијата не поминува, односно не проаѓа. Она што НАТО треба да го направи според ова нели сега оперативна доктрина која што ја применуваат е да дадат мускули, ако може така да кажеме, на наративот за тоа дека е сериозен НАТО Путин да не употреби ваков тип на оружје. Следното прашање исто е во сегментот на војувањето во Украина, меѓутоа е од соседната Белорусија. Минатата недела, на крајот некаде од неделата, Белорусија прогласи состојба за закана од тероризам од земјите од соседството. Најави мобилизација ги повика граѓаните се впишат во книшките за воена евиденција. Професор, што значи ова? Можно ли е Белорусија сега да испрати свој труп или да ги подмага руските трупи во Украина? Како што НАТО, силите и сојузниците наши, значи, спремаат и прават планови за евентуални можни сценарија, така и најверојатно другата страна прави планирања и евентуални, да кажеме, калкулации за можни сценарија. Со ова тие купуваат време и на тој начин фактички вршат чекор напред, поминуваат чекор напред, што за жал го стеснува простор за дипломатијата и за мирното разрешување на спорови. И со ова всушност тие на тој начин ги користат и капацитетот и начинот на авторитарноста кој што ја имаат со цел да можат да кажеме
да се доведат себе си во една позиција во која би сакале кај противникот, тоа е кај Украина и НАТО сојузниците кои што го поддржуваат украинскиот народ, да сватат дека и тие се сериозни во намерите и дека едноставно ова е игра на победник и губетник. Колку овие тврдења или овие информации се контра од она што го велите дека ќе се смирува интензитетот на борбите? Во исто време, делови од Русија имаат подготвија степен ниво на војна подготовност во регионите во Русија. Веднаш позади вас, односно десно од вас е официјална информација на Руското министерство за одбрана. Деловите веќе на граница, кои граничат со Украина, се на војна состојба. Дејан, да не се лажеме. Едно е да кажете дека борбениот ритм ќе спласне, а друго е да кажете дека операциите ќе прекинат. Борбениот ритм да спласне значи дека ќе имате помала фреквенција на маневри, на действија и на единици кои што физички на теренот ќе влегуваат во конфликт. Но борбените дејства, а тоа е дејства по критична инфраструктура, изолирани, пумпање или билдање, подготвување за пролетни офанзиви, не ја исклучуваат, напротив сега. Значи вие за да го дигнете тој систем, за да ги пренесете цивилите од еден во друг систем на действување, од цивилен сектор и да ги војнизирате на некој начин, ви треба време. Времето ќе го искористат во овој период кога тој борбен ритм е паднат. Тоа значи дека не очекува жешка пролет. Жешка пролет. Воред, професоре, овдека од прилика направивме некаков неделен пресек на случувањата во Украина, па би сакал и едно прашање од домашниот безбедносен сектор да обрнеме внимание, што е актуелен периодов. Именно на почетокот на неделата во Скопје се одржа состанок на безбедносниот сектор на кој што учествуваше МВР, ОТА и цела Агенцијата за национална безбедност. Интересна изјава имаше токму на директорот на ОТА Зоран Ангеловски, налет на овие последни случувања сајбер напади на институциите доманови во регионот. Ангеловски, цитирам, истакна дека при евентуален сајбер напад реакција на државата би било на ниво на мртов коњ. Што значи ова, професоре? Дали Македонија нема никаков механизам за заштита од ваков модерн? Не, добро, ја познавајќи го него професионално, сметам дека неговата, како се вика, изјава е повеќе да алармира, што е и добро, бидејќи работа на таквите професионалци кои што взимаат државни пари е токму тоа. Нивна задача е да алармираат и да зборуваат и за, да кажеме, за опасностите, за ризиците, но и за војната, за конфликти, дека такво нешто може да се случи. Тоа не значи дека сега политичарите веднаш и дека ние треба да паничеме или така натаму, но ова е индикатор дека според мене он постапува искрено многу професионално. Затоа што факт е дека сајбер нападите се сериозен проблем и дека многу посериозни држави имаат поголеми проблеми, односно исти проблеми како кај нас. Едно нешто, доколку сакаме да провериме дали е така или не е така, ние се може да збориме на една или на друга страна, бидејќи сакаме да го зачуваме неутралноста и професионалноста, би рекле, за да провериме дали е во право или не е во право, ќе треба да преземеме некои индикатори и да истражиме дали наистина сајбер безбедноста ни е на ниво. Проверете колку од акцијските планови кои што ги има државата и стратегијата за сајбер безбедност се во функција. Дали ги спровела државата. Следно проверете дали и колку во институциите од буџетот кој што го добиваат, пошто внимавајте, министрите се лидери, тие менаџираат со секторите и одговара за това. Проверете колку од нив одвоиле средства за тренинг и обука на персоналот во сајбер безбедност. Вие можете да имате најсофистициран систем за сајбер софтвер безбедност, доколку имате човечка грешка која што е 95%, па дури и повеќе причина за сајбер напади, ви имате проблем. Тоа значи ако немате трениран персонал, имате проблем. Меѓутоа, професоре, реформите во разузнавачките безбедносниот сектор токму тоа го правеа. Секој од институциите најмалку да... Реформите во разузнавачкиот безбедносниот сектор мора да кажам застана, заглавија и имате изјави и на едните и на другите дека постои недостаток на политичка волја. ДИКАФ води е единствена организација која што води
да кажеме, се обидува да го поддржи овој процес и во неколку линии имаат неколку паралелни истражувања кои што се водат таму. Во едно учествувам и јас, особено во доменот на контролата на граѓанскиот сектор во тој дел, и мора да кажам дека иницијално првиот бран беше одлично направен и добро, но сето тоа запре. Контролата... Зошто накратко? Не постои политичка волја за тоа, да се продолжи понатаму. И во интерес на времето, оваа тема е доста интересна и за македонската јавност, меѓутоа и за временскиот период во кој што сега се наоѓа и државата и регионот со случувањата безбедносни во Украина. Па би сакал во некој од наредните емисии токму да осврнеме внимание и на овие случувања во Македонија. На вас ви благодарам уште еднашка за гостувањето и се надам дека следната недела ќе имаме нови теми за дискусија на безбедносниот сектор. Ви благодарам за учеството. Благодарам на вас.